Нема здравие без ментално здравие. Што всушност тоа значи? Ние не можеме да зборуваме за здрава нација, ние не можеме да зборуваме за здрава индивидуа, ако сакате, или за здрава светска популација, ако под тоа не подразбереме дека здравието треба да го содржи и менталното здравие. Семејната поддршка е многу важна и многу е важна каква е интеракцијата на членовите на семејството внатре, нели, помеѓу нив. Многу е важно родителите какви воспитни стилови практикуваат во воспитувањето на децата. Понатаму, каква е приврзаноста со родителите, таа емоционална приврзаност го одредува целокупното понатамошно однесување на децата кон други објекти. Адолесенцијата подразбира еден период кој што е многу значено да биде поддржан младиот човек и сметам дека училиштата се вистинско место каде што децата, односно оние кои што доаѓаат, нели, во рана адолесенција, можат да понатаму да се развиваат. Се случува проблемите во менталното здравје да не бидат навремено препознаени. И се постава прашањето зошто е тоа така, зошто проблемите во менталното здравје кај учениците со попреченост не се препознаени. Причините може да бидат различни. Една од причините е јазот кој што се појавува помеѓу образовните институции од една страна и институциите кои што се грижат за зачувување на менталното здравје кај овие ученици од друга страна. Наставниците се оние кои што се на работ на професионално сокорување и овде сум присутна повторно да алармирам дека е потребно услугите на ментално здравје, било преку општините или преку централната власт, да се вклучат во обезбедување на бесплатна услуга на граѓаните, поточно на семејствата, децата и младите, во насока на зачувување на менталното здравје. Бидејќи општеството ќе има се поизразени проблеми да се справува со една нова епидемија на нарушено ментално здравје, епидемија на депресија, за која што општеството тешко дека ќе биде подготвено.